Речиси сите жители од Штипската улица Иво Лола Рибар имаат идентичен проблем. Веќе неколку години тие не знаат како да се спасат од несовесните возачи кои, избегнувајќи платен паркинг, возилата ги оставаат во нивните дворови, под прозорците, а некои свесно ги блокираат и влезовите. Проблем е и тоа голем проблем, не може ни пешки да се помине, а не со кола. Блокират ни ги вратите на гаражите, блокират ни улицата, не смееме да излеземе да се прошетаме. Децата не може да си поиграат, не може да се излезе на улицата. Едносмерна е, они си терат и од двете страни. Нема никој кој да ги командува. Со години е проблемот. И доле паркират, паркинг плат се плаќува, не дува ни да се тука остават колите. Ја и ваа кафаната тука кој почнат да се трупат коли, тоа е чудо. Кој како од дека дојде, паркира, оставя, оде, шета, дојде, онеде. Пред вратата ми стават, не може да излезам. Не може да излезам пред вратата. Поради тугите возила, нивните често остануваат блокирани, па на работа и други потреби одат пеш или со такси. Гледате, не може да укара колата. Тука стават, една и не може да укара. Те тука имаме еден комшија паркира пред портата, ја не можам да излезам со колата. Стално расправи. Постојаното присуство на голем број возила на погрешно место на жителите од оваа улица, многу често кантите за ѓубре им ги остава полни, бидејќи комуналните возила никако не можат да приидат. Нека се расправаме со тие, не може да изнесат кантата да фрлат ѓубрето. Баш на вратата ми ставено. А не е само тоа. Секој ден е така. Сепак, најболното искуство од долгиот проблем го искусиле и на поинаков начин. Екена дури лично му пишува на колата, а јас сам иначе инвалид, а таа ноќ требаше да идам на брзата помош, не може да излезам. Јас сум без кишма. Досега жителите од оваа улица безброј пати се јавувале и поединечно реагирале кај повеќе институции, но проблемот не бил решен. Подоцна се одлучиле и на петиции, но неуспешни биле и тие. Сега, како што велат, граѓански идеи како мирно да го решат проблемот немаат.